Од мое лично име и од име на Единствена Македонија, на македонскиот народ и сите државјани на Република Македонија, им го честитам најголемиот празник во државата Илинден, во кој спомен сме денеска тука, да положиме цвеќе и да го оживееме споменот на Илинден, на храбрите македонци и нивната борба за слободна и независна Македонија. Ние сме денеска тука еден ден порано. Утре, на 2 август, чествувањето на Илинден е во организација на председател на собрание кој не е македонец и кој во 2001 година војуваше против македонската држава и против македонскиот народ, како и министри од марионетската влада кои се одродени македонци и со изгубено национално чувство. Затоа, ние сме денеска тука еден ден порано да положиме цвеќе, бидејќи Илинден е премногу важен за да утре им дадеме легитимитет на непријателите на македонското дело. Јас сум сигурен, нема македонец и македонка кои не си ја сакаат државата, но ние мора да го изразиме нашето големо незадоволство и разочарување. Ние, оваа генерација македонци, не сме на висината на задачата. Државата ни се растора пред очи, а ние сето тоа го гледаме и го посматраме. И како оправдување за сето тоа, да не се бориме, слушам луѓето биле уплашени. Некои биле уплашени дека може да добијат отказ на своето работно место. На некои им ветувале нови работни места. Некои биле уплашени дека ќе им ја укинат социјалната помош. Некои биле уплашени дека нема да ги добијат дозволите за работа. Некои биле уплашени дека нема да добијат пакети со храна. Некои биле уплашени дека нема да добијат лиценци за работа. И така натаму. Уплашени луѓе. Но што ќе се случи ако утре се разбудите во ново државно правно уредување, дали бугарско, дали албанско или било какво? Јас ве прашувам, ако непријателите на македонското дело ја остварат својата цел и ја растурат државата и вие утре се разбудите во ново државно правно уредување, дали нема да се плашите за вашите работни места, за социјалната помош, за вашите лиценци, за вашите дозволи? Браќа и сестри, македонци и македонци, тогаш многу повеќе ќе се плашите, бидејќи ќе живеете во туѓа држава и нема да бидете своји на своето. Затоа, време е сите да станеме и да кажеме, ова е наша држава, ние одлучуваме. Време е да одговориме во име на нашите претходници и потомци и да си ја вратиме државата назад. Време е да си ја направиме Македонија убаво место за живење. Економската наука ги измислила сите механизми како се прави убава држава со богат стандард. Потребни се само честни политичари со силна национална и патриотска определба. Да ве потсетам, не им било лесно и на нашите претходници. Може ли и Гоце Делчев и Даме Груев да се бидат само учители, да се живеат со учителска плата и да не бидат револуционери? Може ли Никола Карев да не се нафати да биде председател на Крушевската република? Може ли Питу Гули да не оди на Мечкин камен? Може ли илјадници македонци и македонки да си седат дома и да се плашат и да не се борат? Ама така ќе ја немаше Македонија. Јас имам обврска да ви го кажам сето ова, бидејќи јас не сум во политиката која ја бара довербата на народот со ласкање и со лигавење, туку со вистината. Затоа да станеме сите, да си одбраниме нашата татковина, нашата држава и да ги запреме овие марионети на зверот кои што 30 години на глава ни се качија и ни ја растураа државата. Илинден е премногу голем и важен ден и не задолжува да ги победиме непријателите на македонското дело. Единствена Македонија секогаш ќе биде на страната на македонскиот народ и на македонската држава. За крај, доколку понатака се плашите, сетете се на оваа порака, сите вие, доколку сметате дека е соодветна. Да ни е честит и вековит Илинден. Нека ни е вечно делото на двата Илиндена, 1903 и 1944 година. Нека е вечна славата на сите борци за слободна и независна Македонија. Да ни е вечна Република Македонија.